Ново време, нови услови. Не се смалуваат само моторите на автомобилите, туку и каросериите. Фронтера некогаш беше голем теренец. Сега е спортско корисно возило кое е многу допадливо. Рака на срце ја користи архитектурата на Stellantis, но сепак Opel внесе своји гени во Фронтера. Пред се тоа е оваа предница која Opel ја нарекува визор, а за да се добие по-ефективна појава, исфрлен е малку браникот на нанапред. Тоа и дава на Фронтерата еден офроудерски изглед. Минималистичкиот дизајн е поддржан со фината контура на целата каросерија, а Opel добро се сети дека неговата пропаганда за овој модел треба да биде стрипска. Тоа се гледа и по брендингот на самиот автомобил. Што се однесува до интериерот, Фронтера ја дели судбината на сите нови автомобили. Тоа значи дека се подредено на дигитализацијата. Двата 10,25-инчни монитори имаат јасна графика и јасен приказ на работите. Што се однесува до интериерот, Opel се обиде да пружи емоции. Во GS Line тука имаме тапацир кој е биколорен и има интересни цитати. Корисна алатка и безжичното полнење на паметните телефони. Инаку конекцијата помеѓу телефонот преку апликација е многу ефективна и можете не само да го пресликате телефонот, туку и да ги користите сите оние гаджети кои ви ги овозможува телефонот. Персонализацијата на Фронтера е типично германска. Ако не може да се разликува од останатите припадници на групацијата Stellantis, што се однесува до опременоста на електронските системи и на екраните, тогаш Opel се истакнува со својот сетап. Фронтера делува типично германски и во возењето и во амортизацијата. Она фина подесеност која успеа Opel да ја направи е малку по-цврста, по-тврдо делува на патот, но затоа управувањето е извонредно прецизно и квалитетно. Моторот е трицилиндарски, 1,2 литрен турбаш, но сега поради обновениот благ хибрид располага со зголемена сила. Наместо 136 има 145 конски сили. И ако се потпрам на моето чувство што го имам зад управувачот, забрзувањата се многу по-линеарни, многу по-меко се однесува целиот механички склоп. Забрзувањата се подобри, одржувањето на брзината е исто така многу полесно. Вистинско задоволство е да се биде зад управувачот на Фронтера. Можеби на самиот почеток ќе имате по некоја предрасуда, особено поради нисколитражниот мотор, но овие мотори стануваат се подобри и во перформансите како и во економичноста. Просечната потрошувачка во моето возење изнесуваше 7,1 литар. Параметар сосема добар кога станува збор за благите хибриди со мала кубатура. Како што сами гледате во текот на возењето, имавме различни услови на возење. Од сув до мокар коловоз, па и коловоз прекриен со снег.
А во тие услови на возење најважни се пневматиците. За жал, тест возилото е опремено со летни пневматици, па мора малку повеќе да се внимава. Но динамичките својства кои ги пружа Фронтера се многу задоволителни. Еве гледате, на оваков пат кој е измешан со снег, но и подзамрзнат, многу зрело се однесува целото подвозје. Дури и на оние микро нерамнини тоа се држи стоечки и ви овозможува прецизно да управувате. Се разбира, секогаш треба да биде брзината адекватна. Голем плюс за Фронтера е и звучната изолација. Во внатрешноста добро сте заштитени од надворешните шумови. Најмногу се слуша буката од пневматиците, но тоа е недостаток кај сите модели кои с повокација се кросовери. Нивото на опременост ГС ви нуди пријатна атмосфера во внатрешноста, па возењето станува вистинско задоволство. Списокот на опременост е доста долг и содржи многу системи за активна и пасивна безбедност, како и активни асистенти на возачот. Па, на крај се прашувате колку ли чини Фронтера. Во ГС нивото на опременост, поточно овој возен модел, чини 24.700 евра. Цена која е сосема прифатлива, бидејќи сите конкуренти, не само оние припадници на групацијата Stellantis, туку и другите производители имаат кросовери со оваа големина, а цената варира за неколку илјади евра. Opel добро се позиционира со оваа цена. И за крај, Фронтерата ми остави по втор пат добар впечаток. Ова можеби и не е од оние највозбудливи модели кои ги има Opel, но сепак покажува дека молнијата од Руселскајм се уште е полна со електрицитет. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се гледаме за 7 дена. До гледање.